Добро вечер, почитувани гледачи, го следите централното издание на Дневникот. Еве што ќе гледате во него. Септември ЗАМП забрани да се емитува македонска музика на електронските медиуми. Подпишан меморандум за соработка помеѓу Советот за развој на Вардарски и Источен регион и универзитетите Свети Климент Охридски и Гоце Делчев. Заврши 15-тиот интернационален фестивал на античка драма Стоби. Од 20 септември стартуваше забраната за емитување на македонска музика во нашата земја. Сдруженијето за заштита на авторските и музички права ЗАМП забрани јавно емитување на музика од автори кои се нивни членови. Според соопштението кое го објави ЗАМП, причина за ваквата одлука е повеќегодишниот притисок од Министерството за култура врз работењето на ова сдружение. Од 20 септември на македонските телевизии и радиостаници не се емитува македонска музика. Сдруженијето за заштита на авторските и музички права забрани јавно емитување на музика од автори кои се нивни членови. Според соопштението кое го објави ЗАМП, причина за ваквата одлука е повеќегодишниот притисок од Министерството за култура врз работењето на ова сдружение, но и создавањето на можноста да се формира паралелно сдружение за истите права, како СОКОМ МАП. Ѓоко Ѓорчев со апел одлуката да биде променета. Ако јас веќе правам албум и ако дам толку големи средства за моите видеоспотови или што ти знам, значи големи средства се тоа и сега мојата музика да не оде во етер, а каде живеам јас? Живеам во Македонија, не живеам во Србија или некоја друга земја. И затоа мислам дека е апел до ЗАМП и до сите, дајте, ве молам, решите го ова што побрзо, да бидејќи ние сме македонци, сакаме да се слушаме, не само ја, на моите колеги, сакаме нашата музика да биде пласирана буквално секаде во Македонија, низ етер на сите телевизиски и радио куќи. Медиумите кои не ја почитуваат оваа одлука, правното и одговорното лице сносат кривична, граѓанска и прекршочна одговорност за повреда на моралните и материјалните права на авторите. За ваквата состојба најгласни се граѓаните, особено радиослушателите. Пред камера не сакаат да говорат, но велат дека на овој начин, свесно или несвесно, се остава простор за музиката на нашите соседи. Склучен е меморандум за соработка помеѓу Советот за развој на Вардарски и Источен плански регион со универзитетите Климент Охридски од Битола и Гоце Делчев од Штип. Во европските земји, ваквата соработка донесува исклучително квалитетни резултати. Советот за развој на Вардарски плански регион и Советот за развој на Источен плански регион, представници од Универзитетот Климент Охридски Битола и Универзитетот Гоце Делчев Штип склучија меморандум за соработка со цел координирано дејствување за остварување на заеднички договорни цели во сегментот на развојно-технолошки паркови, заедничко спроведување на проекти, привлекување на ресурси како и подобрување на квалитетот, пристапот и начинот на комуникацијата меѓу јавните институции, сервиси и бизнис заедници во Вардарскиот плански регион. За прв пат нешто вакво се работи во регионите во Македонија. Нашата замисла е да ги искористиме, односно меморандумот е за искористување на трансферирањето на знаењата на факултетите што се во нашата близина, етаблирани факултети, кои што ни ќе ви овозможат да нашите индустријски зони, кои што едната е во Велес, едната е во Кочани, и добијат овие центри. По пракса и пример на европските земји како Финска, Чешка, Словенија, каде што се добиваат исклучително квалитетни резултати, сигурни сме дека и кај нас ќе вроди со плод помошта на работењето на индустријските зони, истакна Димитровски, председател на Источниот плански регион. Оно искуство кое што го имаме од Европа, ќе го пренесеме и кај нас и дека на 1/4 од територијата на Република Македонија ние ќе направиме технолошки паркови, ќе ги примениме иновациите кои што се нудат и ќе овозможиме формирање на
мали и средни предпријатија, значи да го зголемиме бројот на вработени, односно да го намалиме бројот на невработените. Како универзитет за нас е од големо значење да бидеме дел од еден ваков проект, вели Коруновски, декан на Универзитетот Климент Охридски. Нашето задоволство е исклучително со тоа што ќе можеме да дел од нашите интелектуални сили да ги вложиме во развојот на овие два исклучително значајни региони во светот. Веднаш започнавме со размена на мислења и искуства и веднаш се виде дека желни сме за соработка и сакаме да влеземе во еден ваков голем проект, значај не само за овие региони, туку и за развојот на Република Македонија воопшто. За професор Боев ова е одлична можност студентите, но и професорите своето знаење да го искористат во реалниот сектор. Потегот е во прав момент и во права насока да се генерираат нови работни места, односно да универзитетите бидат во функција на развојот на општеството и на подоброто едината на младите во овој регион, да младите студенти кои се студираат на универзитетите со своето знаење имаат можност и заедно со професорите да отвараат нови работни места, да отвараат нови компании, стартап и спин-оф компании кај што може да го пренесат своето знаење, кај што може да генерираат развој, да немаат можност да бараат работа во општествениот сектор, него да бараат работа во кај што е во реалниот сектор, кај што се прават реално вредностите. Со подпишување на меморандумот помеѓу двата совета и двата универзитети се отвара нова страница за соработка помеѓу научните институции, општините и помеѓу стопанствата. Председателот на СДСМ Зоран Заев денеска беше во Кавадаречкиот регион и се сретна со лозарите каде што разговараше за проблемот со откупот на винското грозје. Тој рече дека со најдобри намери е присутен меѓу лозарите со цел да испорача помош и препорака до владата да заедно ги решат проблемите кои што ги имаат лозарите. Лидерот на опозицијата Зоран Заев денеска се сретна со лозарите од Тиквешијата на еден од приватните пунктови каде што разговараше за проблемот со откупот на винското грозје. Заев рече дека со најдобри намери е присутен меѓу лозарите со цел да испорача помош и препораки до владата да заедно ги решат проблемите кои што ги имаат лозарите. Овде сме денеска да испратиме порака до владата на Република Македонија. Еве за некои работи да застанеме заедно. Директно ја охрабруваме владата да направи интервентен откуп на овие 50 милиони килограми црно и бело грозје кои што се останати во Тиквешкиот крај по цела Македонија да бидат откупени. Се работи за интервенција од не повеќе од 10 милиони евра. Заев рече дека ќе смогнат сили директно да интервенираат и да се откупи винското грозје и таму каде што има простор да се складира за да може дел по дел да се обработи во вино и да се продаде на пазарите ширум светот. Само на овој начин, вели тој, може да им се помогне на лозарите. Ако падне уште една слана, ако падне уште еден дожд, родот отиде на земја. Ќе го изгубат тоа за што работеле цела година, за што се трудиле и од што ги гледат своите семејства. Ова е последна година во Република Македонија каде што ќе останат лозарите незаштитени. После декември државата директно ќе биде вклучена со интервентен откуп во организација на пласманот на земјоделското производство, така и на грозјето. Тој верува дека е добра стимулирачката последна мерка на владата за субвенции од по 3 денари за килограм за винариите, кои ќе откупат повеќе од 60% од ланското грозје, но според него нема во целост да ги реши проблемите. Тиквешкиот регион годишно произведува околу 130 милиони килограми црно и бело грозје, рече председателот на СДСМ Зоран Заев. Денес од страна на градоначалникот на општина Велеслав Чачадиев и стручните служби беа поделени канти за комунален отпад на граѓаните. Општина Велес за оваа година набави 1900 канти за отпад од по 120 литри. Повеќе од 2200 канти на 15 улици во општина Велес подели јавното комунално предпријатие Дервен. Целта на проектот е секое домаќинство да добие канти за отпадоци кои ќе бидат дадени на реверс, односно тие ќе бидат во сопственост на ЈКП Дервен, а граѓаните треба да ги чуваат, одржуваат и користат. Предвидени се канти да се поделат на 15 улици во градот. Со тоа што ја продолжуваме акцијата од минатата година и до сега имаме поделено, односно заклучно со овие денови ќе поделиме повеќе од 2200 канти.
Тоа значи дека ќе бидат продолжуваме со континуитет на различни делови од градот секоја година да делиме канти и нашата цел е да наредните 2-3 години завршиме со поделувањето на секое домаќинство, се разбира врз основа на реверс задолжување за да дефинитивно се селектира, односно се чува отпадот во поделни канти. Истовремено ќе бидат доделени и жолти канти за полесно селектирање на отпадот, потенцира Чадиев. Истовремено и уште 800 жолти канти ќе поделиме на оние фамилии што минатата година дадовме за да се комплетира селектирањето на отпадот во домашни услови. Со тоа ќе допринесеме да не се фрлаат повеќе во деновите кога се собира сметот, не се фрлаат кеси надвор, не се прави нечистотија низ градот и ќе апелираме секако да граѓаните што ги имаат добиено да ги користат совесно, онака како што треба, да ги одржаваат и да ги почитуваат деновите за изнесувањето на, односно време трајањето за изнесувањето на сметот низ градот. Според директорот на ЈКП Дервен, со овие корпи за отпадоци значително се олеснува собирањето на сметот и се намалува веројатноста отпадот да биде расфрлан по улиците. Ние и во одредениот период кога се изнесува сметот да ја изнесат кантата и да се фрлат од контењерот. Значи, сега се скратува можноста да се изнесе кесе кое е подложно на кинење од животни, дали од мачки, дали од и да се расфрла џубрето на сегде. Кантата возможува да се собере џубрето на едно место и да се изнесе онака чисто културно до депонија. Набавката на корпите за отпадоци е финансирана од општина Велес, а доставувањето го врши ЈКП Дервен. Општинската организација на Црвениот крст Кавадарци вчера вечер организираше театарска представа со наслов Приказна за една идеја. Преку представата присутните се запознаа со ликот и делото на Анри Динан, човекот кој ја формирал организацијата на Црвениот крст. Оваа активност е во рамки на неделата на промоција на хумани вредности, која се реализира од 21 до 27 септември. Во рамките на националната програма на Црвен крст на Република Македонија, Црвен крст во акција промоција на хумани вредности од 21 до 27 септември се реализира неделата на промоција на хумани вредности. По тој повод, Општинската организација на Црвен крст Кавадарци вчера вечер организираше театарска представа со наслов Приказна за една идеја, преку која присутните се запознаа со ликот и делото на Анри Динан, човекот кој ја формирал организацијата на Црвениот крст. Овде би можеле да го заокружиме целокупниот циклус на Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, она што беше како проект и за кој што општината веќе има слушнато. Оваа представа ја изготвија сите младинци кои што учествуваа во оваа програма, се со цел на еден начин да изразат благодарност до сите институции, сите семејства, сите оние кои што беа вклучени и ги поддржуваа низ текот на работењето на сите оние мали проекти. Преку театарот младинците испратија порака за разновидноста на културите и толеранцијата, дијалогот и соработката, взаемната доверба и разбирање, кои се меѓу најдобрите гаранции за мир и соживот. Се надеваме дека представата е добра и нашата цел преку представата беше да ги запознаеме со основите и основањето на Црвен крст преку улогата и делото на Анри Динан. Преку програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, која 18 години се спроведува во Македонија, младите учат за културата како систем на вредности, за културата на диалог како основен предуслов за градење на интеркултурно општество и при тоа се поттикнати да бидат активни и да изработуваат мали проекти за добробит на заедницата. Оваа година од страна на младинците учесници во ПХВ циклусот изработени се 184 мали проекти преку кои им е директно помогнато на околу 4000 лица. Вчера вечер во просториите на Народниот театар Јордан Хаџи Константинов Џинот свечено беше затворен 15-тиот интернационален фестивал на античка драма Стоби. Представата Тројанки драмскиот театар од Западен Казахстан ја освои гран при наградата на Ифат Стоби, а режисерот Хуанди Касимов на истата представа е најдобар режисер. Представата Тројанки драмскиот театар од Западен Казахстан ја освои грант при наградата на Интернационалниот фестивал на античка драма Стоби. Режисерот Куандик Касимов на истата представа е најдобар режисер.
Наградата за најдобра женска улога и припадна на Биби Кулисалиева, која го играше ликот на Фекуба во представата Тројанки, а наградата за најдобра машка улога ја доби Дамјан Цветановски за улогата на Хат од представата Жени во подземјето, во режија на Андреј Цветановски. Прекрасен процес и драго ми е дека ја добиве, да речам, оваа потврда дека сум на прав пат во театарскиот мој живот и се надевам дека нема да биде последна и дека ќе имам уште натаму добри актерски остварувања на кои ќе можам да бидам горд и јас и цела моја фамилија и цела моја земја. Според оценките на организациониот одбор, 15-тото издание на фестивалот е успешно. Секоја година е недобрата година. Како следи, станува се подобар и подобар, може да се види и по тоа и по квалитетот на представите и по бројноста на представите, макар да ние секоја сме во Сдруженијето работиме на тоа да има поквалитетни представи наместо побројни. Така да бројката не ни е нешто посебно важна кога ќе бидат, важно е да бидат интересни, иновативни, да бидат различни, жанровски, да може публиката да види се буквално на фестивалот. Со представата Лесната, бесната и тесната заврши 15-тото јубилејно издание на Интернационалниот фестивал на античка драма Стоби. Учениците од Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски во рамките на проектот Градиме мостови кој го реализира со партнер училиштето Владо Тасевски од Скопје, реализираат низ активности под мотото се запознаваме, твориме, градиме мостови, се со единствена цел проширување на своите хоризонти и стекнување нови пријателства. Катерина Нацева ги има деталите за овој проект. Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски од Велес веќе втора година е дел од проектот Градиме мостови. Годинава нивно партнер училиште е Владо Тасевски од Скопје, каде заеднички реализираат низа активности под мотото се запознаваме, твориме, градиме мостови, се со единствена цел проширување на своите хоризонти и стекнување нови пријателства. Научно-истражувачка екскурзија беше првата реализирана заедничка активност, работилница за насилство и ненасилство, каде ја покажаа својата креативност со пишување на песни и писма. Учениците од Владо Тасевски се наши гости. Се реализира втората активност од овој проект, спортскиот надпревар во мал фудбал, во кој што младите ќе се дружат, ќе се забавуваат, ќе покажат својот спортски дух. Заедничката соработка продолжува и понатаму. Во следните активности ќе бидат вклучени ученици од останатите профили, каде заеднички ќе ги покажат и надополнат своите знаења и познавања од областа на машинската, сообраќајната и електротехничката струка. Заедничко за двете училишта и Владо Тасевски и Коле Неделковски е тоа дека имаат исти образовни профили, па предвидени се многу работилници од стручната област во која што учениците ќе имаат можност да си споделат своите искуства, да научат нешто ново, да се дружат, да се забавуваат, да се запознаат подобро и се разбира онаа цел која што ни е предвидена, да ги изградат мостовите на пријателството, кои што во денешно време за секој млад човек се и навистина потребни. Проектот е поддржан од Министерството за образование и наука, а е под покровителство на мисијата на ОПСЕ во Република Македонија и амбасадата на Кралството на Холандија во Република Македонија. Седницата на Собраниската комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, на која требаше да продолжи расправата по извештајот на СЈО, денеска е одложена. Раст на македонската економија од 2% за годинава и 3,3% за наредната, односно 3,7% за 2018 година, предвидува Светска банка. Вестите од Македонија. Одложена седницата на Собраниската комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, на која требаше да продолжи расправата по извештајот на специјалното јавно обвинителство. Претходно беше најавено дека седницата ќе продолжи денеска, но како што истакна председателот на комисијата Владко Ѓорчев, истата е одложена поради неприсуство на подносителот на извештајот, специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, поради што рече не се исполнети деловничките основи за нејзино продолжение
предложение. Ново предложение на седницата председателот Ѓорчев закажа за утре. Инаку специјалната јавна обвинителка вчера ја напушти седницата на комисијата, при што најави дека ќе дојде само на пленарната седница на која ќе биде разгледуван извештајот за работата на обвинителството. Таа посочи дека повеќе не се враќа на седницата од причина што претениците и вршеле класичен мобинг. Раст на македонската економија од 2% за оваа година предвидува Светска банка во најновиот редовен економски извештај за Југоисточна Европа. Во извештајот кој беше презентиран денеска се предвидува раст од 3,3% за наредната, односно 3,7% за 2018 година. Како што беше посочено на пресконференцијата во Скопје, годинава растот забави поради намалување на инвестиции, но се очекува постепено да закрепнува подкрепено со финалната потрошувачка и инфраструктурните инвестиции. Директорот на Канцеларијата на Светска банка во Македонија, Марко Мантовели, изјави дека проекциите се усогласени со оние на Министерството за финансии и Народната банка, дека растот годинава ќе се намали до околу 2%. Тоа се уште представува ниво на раст кој е респект во Европа, а изгледите се позитивни по разрешувањето на прашањето со изборите, додава Мантовели. Главни пораки за Македонија во извештајот се дека инвестициите беа погодени од политичката криза и растот значително забави. Европската Унија мора да склучи спогодба за мигрантите и со африканските држави, како што се Египет и Тунис, на идентичен начин како што тоа го стори со Турција, изјави германската канцеларка Ангела Меркел. За прв пат во телевизиска дебата се соочија кандидатите на американските председателски избори. Вестите од светот ги има колешката Валентина Михајловска. За прв пат во телевизиска дебата се соочија кандидатите на американските председателски избори. Дебатата меѓу кандидатот на Демократската партија Хилари Клинтон и на Републиканската партија Доналд Трамп беше жестока и со повеќе меѓусебни обвинувања, пишуваат американските медиуми. Изборите се закажани за 8 ноември. Клинтон го обвини Трамп дека нешто крие со тоа што одбива да ги објави документите за враќање на данок, додека Трамп рекол дека ќе ги објави тогаш кога Клинтон ќе ги објави 33.000 мејлови кои се избришани. Ова е прва од трите дебати кои треба да се одржат меѓу двајцата кандидати. Европската Унија мора да склучи спогодба за мигрантите и со африканските држави, како што се Египет и Тунис, на идентичен начин да го стори тоа и со Турција, изјавила германската канцеларка Ангела Меркел. Според неа, мора да се издвојат повеќе пари за успешно соочување со основните причини за миграцијата и додаде дека е исклучително важно да се спречи повторување на ситуацијата од минатото лето, кога бегајки пред војната и сиромаштијата, стотици илјади луѓе од земјите на Блискиот Исток ја одбележаа најголемата европска бегалска криза по Втората светска војна, додала Меркел. Сончево време со максимална температура до 26 степени имавме денес, но во вечерните часови температурите значително ќе се намалуваат. Според метеоролозите, ваквата временска состојба ќе се задржи и во наредните неколку денови. Еве ги деталите.
Со информациите за временската прогноза го завршуваме дневникот. Имете пријатна вечер со програмата на К1.